Наташа Спасовска и вели дали да се јаде пред вежбање наутро. Наташа, и ова е популарно кај во круговите на луѓе кои што слабеат и има тенденција да вежбам на гладно затоа што повеќе се топи, што научно е поддржано, но ако ги отвориме бројките што значи тоа повеќе се топи, тоа значи дека доколку вежбаш на гладно, односно имаш кардио тренинг, да речеме, трчаш, возиш точак, пливаш и така натаму, ќе потрошиш 20% повеќе калории од што би потрошил доколку би вежбал, односно вежбала на јадено, односно да имаш појадок па да вежбаш или можеби во текот на денот после ручек да вежбаш. Математички гледано, ако гледаме, просечен тренинг без разлика каков и да е, у просек да речеме ќе потрошиш 300 калории. Тоа значи дека ако потрошиш 20% повеќе калории ако си на гладно наутро, значи дека ако стандардно трошиш 300 калории, овака ќе потрошиш 360 калории. Разликата во намалени грами е во случајот кога си јадена, трошиш 33 грама на масти од своето тело, во случајот кога не си јадена, трошиш 40 грама. Значи зборуваме за 7 грама намалени масти повеќе. Затоа, фаќањето за сламка и прифаќањето на некои такви стратегии на долг рок нема да ти даде резултат, нешто спектакуларен, од причина што доколку тебе ти е многу поедноставно за организација на време и дневен биоритам да вежбаш попладне, а ти посегнуваш по вежбање наутро затоа што се топи повеќе масти и се слабее повеќе, тоа е рамно на пропас, од причина што кога тогаш ќе се откажеш, едноставно не е одржливо за твојот распоред. Не го сакаш и нешто што не го сакаш, ќе чекаш едва да заврши. И кога ќе заврши, ништо посебно немаш да видиш резултати и ќе бидеш фрустрирана, бидејќи 7 грама се во прашање. Ако зборуваме за просечен трошок на калории, така да вежбај кога тебе ти одговара, и ако зборуваме за градење на правилна телесна композиција и градење на мускулна маса, мускулите сакаат храна. Иако нема ти да ги оштетиш нешто посебно ако вежбаш на гладно, но во секој случај многу подобар резултат во градење на здрава мускулна маса ќе имаш доколку даваш исхрана. Доколку јадеш пред некој си тежински тренинг или високоинтензивен тренинг. Така да бидете многу внимателни и не ги фаќајте на словите на одредени статии здраво за готово дека се топи повеќе, бидејќи ќе вежбаш на гладно. Се топи 7 грама повеќе.